Општина Кочани почна со реализација на проектот за комплетирање на сообраќајната инфраструктура во зоната лесна индустрија, за што заедно со изградбата на уште неколку улици во градското подрачје се инвестираат близу 6 милиони денари. На кракот од улицата 565, градежната фирма Стоименов, која е изведувач, работи на изградбата на два потпорни ѕида со вкупна должина од околу 60 метри. Потоа ќе следи асфалтирање на површина од над 1000 квадратни метри, со што треба да се подобри приводот кон неколку компании, чии седиште е на овој дел во индустријската зона. Средствата за изградба на улицата се обезбедени со програмата за уредување на градежното земјиште на општина Кочани за оваа година. Истовремено, во лесна индустрија почнаа и работите на улицата 560, чија изведба е овозможена со средства од проектот за подобрување на општинските услуги. Со нив ќе се асфалтира потегот до мостот над магистралниот канал за наводнување. Со одобрените средства од Меѓународната банка за обнова и развој пак, преку компонентата општински инвестиции, во градот ќе се асфалтираат и улиците Кирил и Методий, Искра и Стефка Тасева, која треба да се поврзе со Петар Синадинов и со Скопска. Во местноста Прокарка на влезот во Кочани ќе продолжи комплетирањето на улиците Скоевска и 555, при што ќе се изгради и атмосферска канализација, потпорни ѕидови и тротоари. Во наредниот период градежните активности на локалната самоуправа во Кочани ќе бидат насочени кон централното градско подрачје, каде ќе се работи на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова. По изборот на изведувач за уривање на старите градби се очекува да почне отстранувањето на објектите, со што ќе се создадат услови за проширување на оваа сообраќајница.